Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Во ова видео ќе зборувам за еден од најпознатите така наречени дистописки романи, а тоа е Прекрасен нов свет од англискиот писател Олдус Хаксли. Уште од, ако ја погледнеме човековата историја, уште од стари времиња, старите мислители, филозофи, вклучително тука ќе го спомнеме особено Аристотел, се обидувале да го објаснат човекот, да го дефинираат и меѓу другото, на пример Аристотел вели дека човекот е зоон политикон или политичко суштество или друштвено суштество, социјално суштество кое што му е потребно да функционира во група за да достигне некаква благосостојба. Има една позната негова фраза дека тој што може, човек што може да живее сам или оној што може да живее сам е или ѕвер или бог, значи на кого што не му се потребни другите. Оттаму исто така низ целата човечка историја се поставувало прашањето и многу мислители се обидувале да одговорат кој е тоа совршено или најдобро општество за човекот, за да може тој да доживее благосостојба или да цвета како човечко суштество, и се поставуваат прашањата дали е тоа демократијата, монархија, теократија, олигархија, нели како негативен систем подоцна, нели поблизу до наше време, значи дали е социјализам, комунизам, анархизам, значи нели современа демократија. И ова воопшто не е лесно прашање да се одговори, комплексно е, и некој рекол дека всушност најголемиот филозофски потват е да се обидеш да создадеш една совршена држава или совршено општество. Еден од првите автори кој што всушност не е писател како што го замислуваме ние, тој бил важна политичка фигура во Англија од 16 век, е Томас Мор, и тој пишува едно дело наречено Утопија, го издава во 1516 година, и тој прв го употребува зборот утопија, значи тоа е комбинација од два грчки збора, топос значи место, во основа тоа значи место кое што не постои во реалноста, значи меѓутоа е или совршено или многу подобро место, многу подобро општество или уредување од сегашното општество. Значи тој е првиот кој што го употребува тој збор. Меѓутоа како што постојат утопии, значи такви, ајде да ги наречеме, да ги упростиме, идеални места, постојат и дистопии, и всушност почнуваат со текот на времето да се пишуваат и дистописки романи, да речеме, може да ги наречеме антиутопии, во кои што општеството воопшто не тргнало во добра насока, иначи ни е представено едно негативно сценарио, значи негативна слика на општеството. И ако тргнеме од 20-тиот век, значи ќе споменам неколку романи кои што мислам ќе ви бидат познати на повеќето од вас. Значи еден од првите дистописки романи, или ајде од попознатите дистописки романи, е романот Ние од Евгений Замјатин, кој што е издаден во 1921 година. На повеќето од вас познат 1984 година од Џорџ Орвел, кој што тој го издава во 1949 година. Значи многу е зборувано за Орвел и за 84-та. Малку по поново време, да речеме, може да го земеме Реј Бредбери со Фаренхајт 451, или да речеме Маргарет Атвуд со Приказна за слугинката. Сега делот ти е познати и според мене најдобриот од овие романи, ќе се осмелам да кажам, е Прекрасен нов свет од Олдус Хаксли. Јас го читав во оригинал, значи ова е Brave New World, но убаво издание, има поговор од Хаксли, има и други некои материјали на крајот од книгата, меѓутоа подоцна после тоа го земав ова издание, ова на издавачката Куќа 3, значи поново издание, не знам дали е преводот нов, преводот е од Саше Тасев. Препрочитував некои поглави, а тука навистина ми се допадна преводот и ви го препорачувам. За Олдус Хаксли нема многу да зборувам, освен што бил писател, бил заинтересиран и за наука, значи исто така може да го наречеме и филозоф, го интересирале и мистични искуства, и така натаму има една книга со наслов Перенијална филозофија. Меѓутоа пред ова му е првото сериозно дело кое што го издал, претходно пишал некои сатирични романи, и ова го издава во 1932 година, меѓутоа некои си скоро 30 години подоцна го издава романот Остров, кој што уште не сум го читал, и тоа е негова
утописка верзија, значи тој роман треба да представува некаква негова верзија на утопија. Овој роман Прекрасен нов свет или на англиски во оригинал е Brave New World, тоа е на фраза на драма од Шекспир и претпоставувам, не сум сигурен дека Прекрасен нов свет е затоа што така било преведено од Шекспир, така е преведен Шекспир на македонски, претпоставувам, не е ни важно, окей звучи Прекрасен нов свет. Значи во Прекрасен нов свет Хаксли ни го представува светот, ни дава еден свет во далечна иднина, во кој што со помош на науката се менаџира целото општество, нели, и дојдено е, нели, се менаџира некаква во наводници благосостојба, и луѓето веќе не се раѓаат по природен пат, значи и на тоа се гледа како нешто примитивно, дури смешно, трагикомично, речиси, нешто грозно, значи децата сега, луѓето се раѓаат во епрувета, значи се растат, значи буквално како на фабричка лента, се модифицираат, значи меѓутоа и во овој свет постојат одредени класи и постојат, нели, алфа, бета и епсилон се најдолната класа, значи и тука постои некоја хиерархија на класи во кој што, да речеме, алфа класата се супериорни во секој поглед, значи овие луѓе во перформанси, во изглед и така натаму, и во изгледите за тоа каков ќе биде нивниот живот. Значи бебињата кои ќе се родат се буквално павловијански условувани и тренирани, смртта е нормализирана, значи изолиран е стравот од смртта, значи уште од тренирани се децата уште од најмала возраст, едноставно да смртта им биде нешто нормално, значи луѓето живеат колку што живеат во некаква си во наводници совршена среќа, со добар изглед, и подоцна настапува смртта, религијата е надмината, а среќата и убавите чувства се постигнуваат со така наречената со апчиња, со хемиска субстанција така наречена сома, која што луѓето постојано, значи на државно ниво, на системско ниво, таа се распределува на сите луѓе за да едноставно се чувствуваат убаво, и тие кога ќе земат во зависност од дозата, значи тие некојаш се користи речникот дека нели одмараат или заминуваат на сома одмор или на сома патување. Значи луѓето не мора да чувствуваат болка, гнев, фрустрација, бракот како институција не постои, значи секој може да спие со секој, значи во еден сексуален промискуитет, значи секој му припаѓа на секого и тоа е како едно мото. И всушност главното мото всушност кое што се содржи три клучни збора на целото ново општество, на тој систем е општество, еднаквост или стабилност, или заедница, еднаквост и стабилност. На почетокот ни е прикажан тој свет и има неколку ликови кои што ги среќаваме, кои што живеат во тоа општество. Еден од нив е еден човек по име, значи алфа човек од таа класа по име Бернард Маркс, и заедно со една девојка по име Ленина, Ленина, значи тука Хаксли си игра со некои актуелни имиња од тоа време или малку така во минатото. И тие решаваат во една прилика, значи патувањето е со хеликоптери, со возила се лета, значи со некои специјални, не знам, ракети или превозни средства се може да се оди од континент на континент. И во една прилика тие одлучуваат да заминат на патување, на одмор на континентот, нели во Америка. И значи оно што овој светово општество го има направено, има зачувано територии, одредени територии, така наречени резервати, каде што го имаат зачувано примитивниот живот. И таму живеат луѓе во мали села, значи пијат, не знам, мескал, значи тоа може да си замислите дека тоа е Мексико, значи живеат примитивно, се молат на божици, на божества, на христијанскиот бог, на секакви богови ритуали, и тие одат таму на тоа патување и нели се средено таму, нема никаква опасност, и ќе се сретнат со едно момче по име Џон. И тука во романот доаѓа до еден многу интересен контраст, значи светот на Лондон, на тој речиси стерилен, совршен свет, и тука го имаме светот на минатото, тој примитивен свет. Се среќаваат Ленина и Бернард Маркс со едно момче по име Џон, кое што ќе им открие дека неговата мајка Линда припаѓала некогаш на тој свет. И ќе се зачудат
и ќе откријат дека всушност кога таа била на патување со еден човек, затруднела од него, што било невообичаено, недозволено, се загубила, ја оставиле, тој се вратил во Лондон, се вратил во својот свет, таа останува таму, го раѓа тоа дете и живеат буквално како животни во сиромаштија, во беда, со алкохол и така натаму. Значи, меѓутоа ова момче има најдено, има дојдено до собраните дела на Шекспир и целиот свет што го познава е преку тие дела на Шекспир. Ленина и Маркс ќе се заинтересираат за ова момче и ќе дознаат дека тоа е дете на директорот или шефот на Маркс. Ќе го однесат Џон, кој што во таа цивилизација ќе го нарекуваат дивјакот, го носат таму и романот продолжува, значи повеќе нема да зборувам за тоа, ќе видите како се одвива понатаму романот, како ќе заврши романот, значи ќе треба да го прочитате за да видите што ќе се случи понатаму. Значи во основа тоа е светот и тоа е действието. Значи ова не е роман со силен заплет или или комплициран заплет, значи повеќе би рекол дека не е само експериментален роман, туку е и речиси имате чувство дека е несовршен, недовршен роман, меѓутоа и тоа е окей, затоа што како таков отвара, не само што отвара прашање, туку една многу интересна визија, необична визија, многу футуристичка за нешто што е напишано во 1932 година. Обично кога читаме дистописки романи, природно ни е да се запрашаме, колку од ова е сега присутно во нашето општество или колку од ова е реално да се случи во блиска иднина, во далечна иднина, колку од ова звучи како научна фантастика и никогаш не би се случило, и тоа се нормални прашања си ги поставиме. Да речеме 84-та е поинаков од овој роман, според мене, затоа што Орвел и веќе бил инспириран од тоталитарен систем кој што бил присутен тогаш, нели, и на некој начин е повеќе вкоренет во историјата, значи нормално има нешта во 84-та кои што се онака баш футуристички, нели, за тоа време, меѓутоа Хаксли на некој начин замислете дека овој роман далеку проектира на кај иднината, значи она се простира на кај иднината, на кај можна иднина. И оттаму би сакал да се фокусирам на неколку аспекти, на неколку прашања кои што мислам дека се присутни или се поставуваат во прекрасен нов свет или не тераат на размислување. Ако можам да издвам едно прашање кој што би било едноставно кој што би ги покрило сите други прашања, тоа би било прашањето дали среќата е највисокото добро и по која цена треба да се постигне. Затоа што подоцна во вториот дел има 2-3 поглавја кои што се клучни и можеби малку звучат есејски, значи низ диалог меѓу Џон, дивјакот, или Маркс, е таму присутен Бернард Маркс, еден човек, еден од главните контролори, мастермайндови во тој нов свет по име Мустафа Монд, разговара со нив и ги објаснува разлозите, причините зошто светот е таков каков што е, нели, тој кажува дека после некоја голема војна, катастрофа, нештата тргнала да се движат во таа насока и се тргнало во насока да се обезбеди, нели, како што еден од тие клучни зборови во мотото на овој свет е стабилност. Меѓутоа таа стабилност, таа среќа во наводници, доаѓа по цена на исклучување и на религијата, и на уметноста, значи и на мистичните искуства, и на не знам, на болката. Болката е исклучена. И интересно е што дури тука концептот за Бог е заменет со, и се тоа е малце можеби клише од денешна перспектива, се користи зборот Форд, се мисли на Хенри Форд, значи крстот како символ е претворен во буква на Т, Фордовиот Т модел и така натаму, и дури луѓето не викаат о Боже, викаат о Форд или Форд. И тоа може би малку смешно од денешна перспектива, меѓутоа има поента Хаксли во тоа. И тој порив за мистично, ако не е религиозно искуство, тоа за мистично искуство сепак се постои во тој свет и се исполнува преку собири на кои што треба да се присуствува и каде што со помош на сома се доживува некакво единство со другите, некакво преку ритуал, преку повторување на некакви песни и така натаму. Повторно присутно е тоа мистично искуство и во тој свет. Еве еден извадок што мислам дека е интересен, кој што може да ни открие малку повеќе за суштината на овој роман. Во разговорот Мустафа Монд вели, Мустафа Монд ја затвори книгата и се смести на столот.
Една од многуте работи на земјата и небото за која овие филозофи не ни сонувале е оваа мавна со раката. Ние, модерниот свет. Може да бидеш независен од Господ само кога си млад и успешен. Независноста нема да ти даде сигурен крај. Па сега имаме и младост и успех се до крајот. Што произлегува од тоа? Очигледно дека сме независни од Господ. Религиозното чувство ќе ни ги надомести сите наши загуби. Ама за нас не постојат загуби кои треба да се надоместат. Религиозното чувство е одвишно. И зошто да бараме замена за младешките желби, кога тие младешки желби никогаш не згаснуваат во нас? Зошто замена за разонодите, кога продолжуваме да уживаме во старите будалаштини се до крајот? Каква потреба имаме за сон, кога нашите умови и тела продолжуваат да уживаат во активноста? Каква потреба од утеха, кога имаме сома? Каква потреба од нешто непроменливо, кога имаме ред во општеството? Значи, мислите дека Господ не постои? Не, мислам дека е мощно веројасно дека постои. Тогаш зошто? И тука понатаму тој вели, Дивјакот го прекина, ама нели е природно да се чувствува дека Господ постои? Исто колку што е природно да си ги закопчеш панталоните со патент, рече саркастично контролорот. Ме потсеќаш на еден од оние старите по име Бредли. Тој е дефинирал филозофијата како наоѓање на неосновани причини за она во што човек инстинктивно верува. Не баре човек верува во нешто инстинктивно. Човек верува во работи затоа што така бил образован. Наоѓањето на основани причини за она во што човек верува од други неосновани причини. Тоа е филозофија. Луѓето веруваат во Господ затоа што така биле научени. Но без разлика не се откажуваше Дивјакот. Природно е да верувате во Господ кога сте сами, целосно сами, навечер, додека размислувате за смртта. Само што луѓето сега никогаш не се сами, рече Мустафа Монт. Ги тераме да ја мразат осаменоста, им ги организираме животите така да биде скоро невозможно да се сами. Значи, тука гледаме дека тајната, освен што концептот за Бог е заменет, затоа што во нивниот разговор идејата на Џон е дека кога си сам или кога на човек му е тешко или кога старе е дека почнува да размислува за суштински прашања, меѓу кои и прашањето за Бог, меѓутоа нели смртта, меѓутоа сега смртта е неутрализирана со тоа што постои речиси несвесно за смртта или таа е изолирана на некој начин, живеат луѓето во полнота, во среќа колку што живеат и подоцна смртта е само еден момент, меѓутоа мислам дека клучен момент тука е она што кога Џон ќе рече дека луѓето кога се сами размислуваат, се плашат, тој ќе му рече меѓутоа луѓето речиси никогаш не се сами, значи или се постојано зафатени со нешто. И мислам дека тука има една клучна поинта што е многу слична на тоа каде сме ние сега и на каде се движи светот. Со тоа што на некој начин, како што зборував и во некои други видеа, ние сме анестезирани од она што се случува околу нас, од болката, значи можеби на тоа каде оди светот, по цена на солидарноста, и ние сме презафатени со конзумирање на содржини, со конзумирање, нели, со обседнатост со нашиот успех, со нашето нели себични пориви да бидеме ние себе реализирани или да си удоволиме на себе, да се грижиме на себе. Значи постојано се занимаваме со нешто и вниманието ни е одвлекувано особено преку нели телефоните и содржините што ни се нудат, дали преку телевизија, дали преку интернет, дали нели на смартфон, ние постојано на некој начин ни е одвлекувано вниманието и се замараме со нешто, тоа не се всушност важните работи, значи го немаме тој простор да размислиме и како што вели Бјунг-Чул Хан, значи ако немаме простор да застанеме, ако нема такво забавување и осаменост на некој начин, тогаш нема простор ни за гнев, за бес, ниту пак за некаква промена. Еден друг момент што мислам дека е релевантен и важен за нас е што ние живееме во се повеќе во свет во кој што се повеќе ни се потребни некакви супстанции за да избегнеме тешката реалност на животот. А кога човек е под дејство на субстанции, без разлика какви субстанции да се тие, дали се работи за некакви психотропни дроги или нешто што тотално те носи во друга реалност или чисто само да отрпнете и да
за да не мора да чувствувате болката на сегашниот момент. Значи се повеќе ние живееме во масовно користење на секакви супстанции, на антидепресиви и така натаму, само за да можеме да се носиме, да се справиме со самиот живот, со самото постоење. И сега повторно се враќам на она прашање, дали ако среќата е наш највисок идеал, а многу често околу нас се тврди дека тоа е највисокиот идеал, значи не да се достигне среќа. Меѓутоа среќата е многу лизгав термин, значи многу тешко да се дефинира, затоа што може различни луѓе различно да ја доживуваат или да ја разбираат среќата. Сепак дали среќата значи едноставно стабилност, некакво чувство на задоволство, без болка, без уметност, без поматување на нештата, туку едно состојба во која што нема да се ниша бродот, значи едноставно ќе бидеме среќни таму каде што сме со помош на што и да е, значи на дистракции, на одвлекување на вниманието, со помош на апчиња и така натаму. Може да погледнеме на она што се случува во светот и како вештачката интелигенција, да речеме, и науката ни ветува среќа, ни ветува отстранување на болката, ни ветува подолг живот, ни ветува не знам какви се моменти. Меѓутоа, тоа има граница, тоа има лимити, ова е затоа суштинско прашање за нас како луѓе, како човештво. Дали ние сме дали може да бидеме луѓе без болка, без уметност, без убавина, без трагање по вистината, без религиозно, мистично, духовно искуство, како и да го наречете. Дали во самиот процес, во самиот тој процес се наоѓа убавината на човечкото искуство и на тоа да се биде човек. Дали кога ќе се израмниме, кога ќе дојдеме во некаква состојба на блаженство, која што е стабилност и едноставно која што доаѓа однадвор со помош на супстанции, со помош на изолирање на поставување прашања, со помош на всушност циркус, леп и игри, значи тоа е на некој начин се уште ненадминато нешто. После толку време народот сака да се занимава со забава, со ефтина забава, да има некаква стабилност економска, да може да се најде, да се напие, и тогаш престанува најчесто да поставува прашања. Меѓутоа, ако една од трајните вредности или идеали на човекот е да биде слободен, прашањето е дали човекот може да достигне слобода во таква состојба. Ова се сериозни прашања кои што ги наоѓаме во Прекрасен нов свет, и како што рекол Гете, никој не е толку безнадежно поробен или заробен, освен луѓето кои што погрешка веруваат, се убедени дека се слободни. Значи, Прекрасен нов свет не е совршен роман, не е идеален роман, значи има многу подобри романи. Меѓутоа за мене ми се допадна повеќе и од 84-та и од други дистописки романи, затоа што иако, ќе кажам, на некои моменти е малку есеистички, иако нема некој интересен заплет и така натаму, иако ликовите можеби не се толку длабоко, мислам, тродимензионално прикажани, сепак е ова еден роман кој што мислам дека вреди да се прочита, кој што ќе ве натера на мисла, и кој што мислам дека се уште е релевантен, значи порелевантен е и од Орвел, и од Замјатин, и од некои други. Препорака за Прекрасен нов свет од Олдос Хаксли. Чувајте се, ќе следуваат нови видеа за добри романи, ако ви се допаѓаат содржините на овој канал, би ми значило да стиснете лайк на ова видео или subscribe ако не сте го направиле тоа, може да го споделите на Facebook, да ме најдете на Instagram. Чувајте се и се гледаме со народно видео. Ćao!